Поп-рок пејачката Кристина Арнаудова, овој пат гостинка со мене во студиото на Репортер. Кристина, здраво и добро дојде во студиото на Репортер. Здраво и добро ве најдов, драго ми е што после подолго време пак се гледаме овде. После 4 години повторно си овде. Сега баш ги броевме, нели? Да, пред да се уклучат камерите, баш да тоа зборувавме дека ти си меѓу првите гости кога почна студиото на Репортер со снимање на емисии. Драго ми е што си повторно овде. Ама сега имаме малку повеќе причини од тогаш. Ај прво пред да поразговараме за проектот со кој што започна проект Куќа на Кристина, ќе те прашам, вчера ти беше роден ден. Ми беше. Како го прослави роден ден? Скромно во кругот на семејството. Така, имаше торта, дуваше свикички, така натаму. Имаше две торти. Една здрава, безглутенска и безмлечна, бидејќи јас веќе година и пол не конзумирам глутен и млечни производи, и една нездрава за другиот остаток од семејството, така? И сите ги прашам, каква торта сакате, здрава или нездрава? И сите, нездрава. Значи имавме две, да. Едната маж ми ја донесе, другата јас ја нарачав. Па сега кога сме веќе родендениве, не е убаво, нели, дамите се прашуваат колку години имаат, меѓутоа те прашам порано, ако сме ги чекале родендениве со радост, нели, со друштва и со музики и со гости, сега колку те плаши бројката кога се родендените во прашање? Па не би требало да ме плаши, да не плаши, значи мораме да се соочиме со тоа дека природен процес од животот е старењето и возраста и дека секоја нова година е благослов. Значи мораме да бидеме радосни за годината што Господ ни ја дал, што ја имаме пред нас, а не да се жалиме за годините, бидејќи некој се моли да ја има таа година. Значи мораме да ги гледаме малку пооптимистично и поубаво работите. Јас се радувам на секоја нова година, на секој нов момент што ми е пружен и што го имам со семејството. Сакам да славам, ама овие последниве 2 години избегнувам гужви и така натаму, така да синок имавме на гости само една моја другарка и нејзиниот сопруг и убаво си поминавме, а така големите забави ќе ги оставиме, се надеваме од следната година. Попуштива пандемијава 2 години сме некако затворени. Запеа ли ти на твојот роден ден? Се пролонгира? Не запеа. Не запеа. Дома многу ретко пеам. Така? Да. Не знам зошто. Зошто? Стварно не знам зошто. Никогаш не сум имала навика да пеам дома. Значи мене дома ми е дома, а место за пеење ми се проба со бенд и сцена и студио. И децава не бараат да пеам. Не знам зошто. И само што ќе почнам да пеам. Да. И ми викаат, добро, мамо, добро. Добро пеење. И тога престанувам и тоа е тоа. Добро, тука ми го наметна прашањето околу музиката. Пеењето некако не го остави на страна, меѓутоа го оставив, да. Е веќе во втор план, заради така веќе подолго време, односно скоро 1 година имаш хуманитарната емисија проект Куќа со Кристина. Така. Па добро, веќе 6 години скоро постои Сдруженијето Проект Среќа, да, кое што е всушност кое што се роди како моje хоби, потоа прерасна во моја професија и се помалку време имав да се бавам со музиката и така некако приматот го зема оваа работа, хуманитарната, која што во еден момент, значи мора да направиш баланс и да кажеш, затоа што не можеш се да правиш, да се дадеш 100%, или ќе бидеш тука, или ќе бидеш тука, не можеш да си добар и во тоа, и во тоа. И решив да приматот и пример на моја работа биде Проект Среќа и хуманитарната работа и работата со деца, на кои што сме им потребни и проектите за нив. И така се помалку пеев, а реалноста е дека во Македонија се помалку се пее. За жал. Лесно ми падна таа одлука и сите ме прашуваат кога пак ќе снимаш, а ја немам појма, веројатно никогаш, никој не ми верува. Добро, проект Куќа со Кристина е нешто што веќе година дена е емисија која што се прикажуваше, се работи, така се прикажуваше на интернет, меѓутоа конечно веќе се договори и почна со работка со телевизија Телма. Да. Колку домови пред се подосна ќе те прашам околу соработката со Телма, колку домови до сега реновираше на социјално загрозени семејства откако започна со оваа работа? Па почнавме во февруари 2019 година и само што почнавме, односно само што ја завршивме куќата, истиот ден кога ја завршивме, беше прогласена пандемија на светско ниво. И тука престанавме, никој немаше поима што ќе се случува, мислевме дека тоа ќе заврши се за 1 месец, 2 недели, не ви текнува, сите викавме добро, окей, за 2 недели ова се ќе заврши, да. И така ние во тој момент направивме кат, ја направив кат и викам добро, значи ќе продолжиме за 1 месец. Видовме дека тоа нема да продолжи за 1 месец. Во такви услови не се работеше, сите се плашевме да работиме.
чекавме малку по малку се полоша стануваше ситуацијата, така да продолживме во март 2020. И од март до сега се направивме 6 дома. Ќе има целата сезона ќе биде составена од 16 епизоди, еден дом 2 епизоди. И колку дома? Па во една епизода ќе има 7 дома. Добро, во една сезона, пардон. Да. По кој принцип се избираат социјално загрозените семејства, како да узнаваш за нив и како решавате дека токму на тоа семејство сега му треба помош и предим да го... Тешко е да одлучиш, затоа што има многу пријавени, затоа што има многу кои што ние како проект Среќа Сдружение ги знаеме, кај повеќето од нив сме влегле многу пати, сме помагале веќе таму, ги знаеме во какви услови живеат и првично така влеговме. Значи епизодата која што ја гледате премиерно, која што видовте во неделата, Ајнур и неговите 5 дечиња, ние претходно веќе ги знаевме, сме биле таму, сме носеле помош и така одлучивме, знаевме во колку многу тешки услови живеат тие деца и така одлучивме да тоа биде првиот дом што ќе го правиме. Така да повеќето кои што ќе ги гледате, ние веќе ги знаеме. Секогаш ќе биде тешко да се одбере. Гледаме, значи имаме некакви критериуми, а тоа се да е семејството во социјален ризик, да имаат дечиња кои што се малолетни, да се со мали примања или без примања, но при тоа да се функционални, значи да сакаат да работат или да работат. Значи да не се семејства кои што сакаат да живеат од донации. Бидејќи ние како здружение Проект Среќа не сакаме да поттикнуваме развивање на таква култура на живење, ако можам така да ја наречам, живење од донации. Ние сакаме да ги поттикнеме семејствата да бидат функционални, да работат, да си најдат работа, а ние само да ги подбутнеме, да им помогнеме, да. И внимаваме на тоа. Значи тоа може да е било кое семејство кое што од било кои причини едноставно нешто им се десило во животот на луѓето, на семејството и не можат да си овозможат да се реновираат, а живеат во тешки услови. Односно, децата немаат услови во кои што здраво би се развивале. Да. Добро, Кристина, да те прашам, какво е чувството кога ќе влезеш во тие руинирани домови кои што вие, нели, решавате да ги средите? Така. Дали можеш да го опишеш изразот на нивните лица и потоа кога ќе се заврши целата приказна и кога ќе сватат дека повеќе не живеат во дом кој што така таванот паѓа или му влосуваат? Па да бидам искрена, мислам дека луѓето не веруваат. Значи кога ќе им кажеме дека ќе работиме на нивниот дом, дека тие не примаат со резерва. Значи тие примаат со резерва во смисол, окей, може ќе направат нешто. Да. Ама не се нешто еуфорични. Не зборувам за сите, ама за поголем процент. Но кога ќе видат што сме сработиле, на 99% од нив не им се верува. Значи сите се со подзинати усти, не им се верува и сите викаат ова не е можно, не е нашиот дом. Добро, колку се соживуваш со нивните лични приказни од она што го гледаш и што си размислуваш навечер кога ќе легнеш да спиеш? Какви слики ти се? Навечер нешто си размислувам, ни фали кров, немаме пари за кров. Така. Ни фалат греди, тоа е многу скапо. Кој ќе прави фасадата, немаме мајстори за фасада. Санитари, кај ќе најдеме санитари, тоа си мислам. Значи цело време сум со некакви списоци што треба да се сработи, колку пари не им требаат, кај да се најдат. Тоа е најтешкиот дел од работа. Спомнавме парите и најтешкиот дел околу кој што зборувавме пред некој ден кој рече не ги вадете од контекст. Да, не ги вадете од контекст, затоа што ја ги немам свои пари како така. Значи имаше наслови од типот дека ќе работам без спонзори, не е возможно. Мислам, ја би сакала да можам, би сакала да ги имам тие пари и јас сум таков човек што јас би го правила тоа и немаше никој од вас да знае дека работам. Сакам тоа да те прашам, колку оди тешко со спонзорствата, со донациите, да. Колку пари се потребни за да се реновира еден дом и колку временски е потребно, треба да се платат тие мајстори, треба да се навикаш, немаме пари за кров, немаме пари за оние. Кажи ми како оди целиот процес, што правиш? Целиот процес, па прво се бира домот, после тоа се прави проценка, што се треба да се направи, после тоа се прави финансиска проценка, после тоа се прави временска проценка. Дали за колку време ќе се заврши, потоа јас почнувам да барам материјали. Значи тука влегува што имаме? Имаме санитари, имаме бои, имаме лакови, имаме бела техника, треба мебел, треба осветлување, ламинати, паркети, значи апсолутно се што треба за еден дом. Колку чини све тоа, можеш една груба проценка вака? Значи тоа е многу релативно, знаете и сами, зависи што работите, дали работите стан или работите куќа, дали куќата е во руинирана состојба или е во попристојна состојба. Значи ако куќа се распаѓа, какви што имаме многу, да, најчесто има, значи сумата е огромна. Добро, што велат спонзорите, донациите? Колку сега се собира од оваму, од таму, еден донира за кров, еден носи прозорци, еден носи бетон, еден прави кошулица.
буквално тоа сакам да го поттикнам и во секоја емисија апелирам баш на тоа. Значи, да ги отвориме сите нашите срца и секој од нас ако даде малку, значи тој дава шолја и бољар, тој дава ламинат, тој дава, значи можеме да склопиме сите заеднички, од малку можеме да направиме многу. И секој од нас да биде на крајот на денот среќен, бидејќи тие луѓе точно знаат кај одат тие донации. Да. Сакам да те Ама тешко оди. Прашањето ти беше како оди? Да. Многу тешко. Многу тешко. Колку временски е потребно за да се среди еден дом? Значи, еве, веќе 2 месеци, еден дом, бараме донации и мајстори и се уште не сме почнали. Значи, тоа приказната со 5 дена куќа кај нас не постои. Не постои, да. Не постои, затоа што процесот кај нас е многу долг. И затоа не можам да одам со една епизода една куќа. Затоа што не можам да сработам временски толку многу домови. А би сакала. И сепак не се откажуваш од овој проект. Еве има една прочитав некаде дека лани во декември кога започна со овој проект, односно со проектот Топол дом за така почна, за сите, така. Да. Имаше еден обид каде што се снимаше и песна со социјално загрозените деца од од Дневен центар Шуторизари. Така, од Дневниот центар Шуторизари. И велеш на едно место новинарите само двајца дојдоа на пресот. Да. Точно. Медиумите не објавија песната. Не објавија песната, да. Само е МТВ ја така, потеше. и како никој да не беше заинтересиран за цела оваа работа. Застане и што си рече, ќе продолжам понатаму или ќе се откажам од сето ова? Што беше она што те натера да продолжиш? Требаше да кажам, значи проектот беше неуспешен, тоа е тоа, нема интерес кај компаниите, но решив да не оправам тоа. Мислам дека во животот за ништо се нема откажано. И што би рекол мојот маж, идеш главом кроз зид за све. И реков, ќе успеам, ќе најдам начин. И почнав да ги контактирам моите пријатели, кои што знам дека се филантропи, знам дека имаат средства и така се јави во Сенатор и Painted Black се нафатија да ја направат куќата на Ајнур и тогаш се уште не знаев дека ќе снимам емисија, немав поема, немав идеја и немав желба. И како тргнавме, другарка ми Ивана, она беше иницијатор за се, ми рече, знаеш Кристина дека е многу полесно да снимаш емисија, ќе имаш многу повеќе спонзори, луѓето ќе сакаат да се рекламираат и ќе имаш донации повеќе. И така почна. Значи така куќата веќе беше почната да се гради кога ние почнавме да снимаме. Значи толку беше неочекувано. Одлуката беше во 24 часа. Ја никогаш не се замислила в себе си во улога на водител, дека да, ќе водам таква емисија и така натаму. Така. Добро се слушате со Ајнур сега. Се јавува од време на време, да, ми праќа поздрави по луѓе, го прашувам како живеат децата, знаат тие деца и Ајнур дека секогаш може нас да ни се обратат за било што, ако имаат тековни проблеми и така. Да, сите семејства со кои што работиме во проект Среќа комуницираат цело време со нас. Не постои нова година, а да не организираш хуманитарна акција или настан за да се соберат средства или донации за децата. Не постои 1 септември, а да не организираш исто да се собираат донации за децата. Секаде во светот јавните личности се вклучуваат во вакви хуманитарни акции. Колку ти имаш поддршка од твоите колеги и колку ги поттикнуваш со ова да ти помогнат во цела оваа работа? Ево оваа е слика од една нова година. Која е приказната за оваа? Приказната за оваа слика е многу емотивна и ја памтам до детал, затоа што ова беше единственото семејство каде што лично и јас со Дедо Мраз отидов. Тоа беше 2018 година во Куманово. Бидејќи слушнав дека тоа детенце има желба, никогаш немал новогодишна елка. И таа година беше проектот Јас сум Дедо Мраз. Посетивме, не се сеќавам толку, 3.500 подароци поделивме низ цела Македонија. А колку бројката беше на деца, дали беше 1000, дали беше 1500, не се сеќавам. Точно, значи секој дете имаше по 2-3 подароци, буквално. Отидовме со една вреќа подароци во Куманово, со елката, со лампиони, со украси, тоа беше единственото семејство каде што сакав јас лично да одам и заедно да ја китиме елката и да им ги видам среќните лица и да направам навистина да имаат среќна нова година и со пакетчиња, и со подароци, и со храна, и со се. Такви приказни знаат да ме допрат многу длабоко и никогаш нема да ги заборавам. Постојано се јавуваме, им ги прашуваме што им се потребите и така натаму. Многу приказни има такви, да. Ме праша за јавните личности. Така за јавните, да, добро мислите. Ете така, да ќе заборавам. Колегите мои во главном само иницијативно не ми се случило да ми се јават, да се вклучат, но ако ги повикам, повеќето од нив, па сега не сите, ама ајде да кажеме 50% од оние на кои што ќе ги повикам се јавуваат. Мислам има добри 50% кои што воопшто не одговараат ни на порака, ни на позив. За жал? За жал. Колку сметаш сега, откако проект Куќа со Кристина оди на телевизија Телма,
ќе поттикне малку повеќе да се вклучат донациите и спонзорите и да учествуваат, па и јавните личности, твоите колеги, колку повеќе ќе допре тоа до нив, за да може да се истурка оваа работа побрзо и подобро, да не мора да... Од јавноста, јавните личности не очекувам да ме поддржат никако финансиски, да дојдат и да донираат, ама нивната помош во смисол на објавување, реобјавување и потреби и донации ќе биде од помош. Ја мислам дека и они самите се свесни за тоа, но тоа го оставам кој сака да се вклучи. Да, а тоа што сега оди веќе на телевизија, секоја недела во 20 часот на телевизија Телма, репризите се во сабота, во 17 часот исто на Телма нормално. Мислам дека и се надевам искрено дека ќе поттикне компании и луѓе да се вклучат и дека ќе направиме многу повеќе домови, дека ќе успееме заеднички, дека не мора да чекаме толку време. Значи во овие 2 месеци што се спремаме за тие 2 дома, можевме веќе да направиме 4, ако имавме добро екипирани мајстори. Да. Добро, многумина ја споредуваат твојата емисија со она на српската телевизија која што оди на Тамара. Со радна акција, Ете, така, радна акција на Тамара Јурич. Дали знаеш таму како оди се тоа? Дали таму мака мачат со спонзори, донации или... Не, сосема, значи, концептот, телевизискиот формат е тој, но принципот на работа е сосема поразличен. Значи, тоа е радна акција, постои веќе 11 сезони. Да. Добро, зашто не би постојало и проект Куќа со Кристина кај нас 11 сезони, кога веќе би имало кој да го поддржи тоа, така. Позната емисија и така натаму, но овде не Тоа е емисија која што има продукција позади себе, има луѓе кои што се бават само со продукцијата и луѓе кои што се бават само со градежните работи, така? А тука сум сама јас, со мојот снимател кој што се бавам со се, значи со собирање донации во овој момент. Значи и емисијата е во моја продукција, односно во продукција Happy House. Многу е поразлично, таму има стабилни спонзори, има желба за спонзорирање, за донации, гледам дека компаниите буквално се тепаат за кој да во која сезона да влезе и имам информации за тоа нормално. Од друга страна Тамара е водителка, значи она е сезоната таму, емисијата е таму почната со неа како водителка, а јас влегов во ова. Не, јас влегов во ова како последователно на мојата хуманитарна работа, која што ја работам долго време. Така да поразлично е, ама кога ќе увидиш телевизискиот формат, кажуваш да, тоа е тоа. Добро, проект Среќа 5 години како, односно 6 години како. 6 во декември ги славиме, да. Така позади тебе се веќе 6 години како се занимаваш со оваа работа. И знам дека на неколку пати до сега имаш кажано дека токму твојата лична приказна животна те поттикнала да ја започнеш оваа хуманитарна мисија. Кој момент, која случка од дејството? Дали нешто конкретно има што те поттикна? Не знам дали има конкретна таква случка, но памтам дека од секогаш како мала имав неверојатна желба да помагам некому. Значи, крадев од дома храна и носев на ромите кои што живеа. Да. Си била, значи. Да, бев прво оделение овако го правам. Така. Значи, од дома ќе земев храна и носев на ромите, живеа таму до школото кај што учев, ќе им однесам лепшо, имаме паштети и све тоа. А не ми бара, значи ништо никој не ми бараше. А кога бев пето оделение, се случи војната во Босна и многу дечиња остана без родители и се објави дека дечиња имаат потреба од посвојување и дека ќе бидат пратени во Македонија и секој кој што сака да посвои дете, ќе може да се запише во Црвениот крст. И ја замолив мајка ми да оди да се запише, да посвоиме 2 дечиња. Так, едве за мене се грижеше во тој момент, ама јас си реков, мамо, помало од мене, помали да бидат, па да може да ги носат моите алишта. И она ми вика, а може едно да биде? Викам, добро, може. И запишавме. Детенце кое што ние би го посвоиле, кое што ги изгубило родителите. Но тие деца никогаш не стигнаа тогаш во Македонија. Не знам каде отидоа и каде ги пратија, не стигнаа, ама бев спремна да имам некому кој му треба помош и кој му би помогнал. Сакам да ти кажам, од секогаш тоа некако во мене беше. Никогаш не сум била нешто конкретно воспитувана во тој дух. Од дома да ме учат, да ми кажуваат. Не беа моите, значи, моето семејство не беа нешто посебно филантропија или... Едноставно тоа беше во мене и од мала цело време имав таа желба. Па потоа кога станав јавна личност, организирав некакви хуманитарни акции. Па у еден период направив цел стан да биде како складиште каде што собира фалишта за деца, па ги диплевме, ги праќавме, ги правевме, па храна, па ги активирав сите другарки и така малку по малку. Маш ми еден ден вика, а ти, пошто ова го работиш многу, зашто не си направиш здружение?
И така А го работев, да, а го работев тоа за други издруженија. Да, хуманитарна работа. Покрај пеењето, претпоставувам. Да, ама тоа никој не го правив јавно, да. И вика, веќе го правиш тоа, направи издружение и така се роди проект, среќа, да. Добро, твојот приватен живот секогаш е интересен? Па не би рекла. Зошто да не? Па као заестрадна личност мислам дека мојот живот е многу досаден. Ама ти така мислиш. Гледачите наши не мислат така. На луѓето им е досадно, сакаат акција, сакаат чуда да се дешават. Некаде прочитав дека велиш, мојата мајка ме родила на 19 години и сум имала среќа што за малку не сум завршила во дом за деца без родители. Кога прв пат ти го кажа тоа мајка ти? Дали ти на твоите деца сега им го кажуваш што или се уште се мали за да ми ја раскажеш таа приказна? Па на поголемиот, мислам дека имаме разговарано на таа тема. Доскоро не му беше јасно се, па јас му објаснувам до пред некоја година како тоа ти не си живеела со татко ти, па јас му објаснувам. Значи треба да се најде, да се има начин како тоа се каже и да се најдат вистинските зборови за да му се објасни на децата некои работи, но сепак децата треба да знаат. Се и да се соочени со реалностите во животот што им се случуваат и на други деца. Да, мајка ми ме родила многу млада и тоа се случило, но бидејќи таа била веќе спремна да замие на факултет во тој момент, баба ми и дедо ми во тој момент не биле за тоа да таа чува дете, но таа не сакала да се откаже од мене и се запишала на факултет и го заврши тогаш факултетот и сега е електроинженер мајка ми. А во тој период додека мајка ми студираше ме чува кога бев мала баба ми и дедо ми. И тие се така клучни фигури во мојот живот. И така е, се случило се. Баба ти и дедо ти се уште се живи или? За жал не. Мајка ти во Неготино или? Не, мајка ми сега живее во Скопје, да. Така? Со нас се тука, мислам. Одиш често во Неготино сега веќе? Сега веќе за жал, така? немам никого веќе таму. Да, мајка ми е тука, баба ми почина летово, дедо ми одамна почина. Добро. Одам кога треба да пеам, бев во јуни, имав еден концерт на плаштат. Само ми го наметна сега прашањето кое што сакав да ти го поставам околу, нели, твојот популарен татко за жал, сега веќе починатиот Гоце Арнаудов. Кога прв пат дозна дека твојот татко е всушност популарен пејач и на кој начин ти ја раскажа мајка ти приказната за него? Овакви работи вистина одбегнувам да зборувам, особено заради тоа што тој не е веќе меѓу нас. Но прв пат дознав кога бев пето оделение. Така, да, пето оделение бев. Четврто или пето оделение кога сватив дека и татко ми е пеач, тој во тој момент не живееше во Македонија, живееше во Србија и тогаш мајка ми веројатно тогаш сметала дека ќе разберам веќе се, бидејќи јас често прашував, бидејќи децата околу мене ме прашуваа како може да немаш татко, ја реков, ете така, немам татко и готово. На таа возраст некаде сватив, а тогаш веќе кај мене беше многу изразена желбата за пеење. И веројатно можеби тоа мајка ми ја поттикнало да ми каже. Да. Колку ти недостасуваше татковската фигура и колку сега, пошто велиш еве на моите деца ме прашуваат како тоа ти си растела без татко, колку сега на твоите деца се трудиш и ти и сопругот дупло да им го надокнадиш она што тебе ти недостасувало кога си била? А мене не ми недостасуваше бидејќи јас не знаев никогаш како е да се живее со татко. Така да не ми фалеше ништо. Значи и дедо ми, и баба ми, и мајка ми се трудеа од овој аспект веќе знам дека се трудеа да ми го компензираат тоа. Ми фалеше затоа што во смисол на тоа дека сите други деца нели имаа комплетни семејства и во мал град те гледаат чудно. Знаат да децата се такви, знаат да кажат, да те прашуваат како тоа ти немаш татко и така натаму, ама ја мислам дека многу добро се носев со тоа. Да. Не ми недостасуваше никогаш и благодарам што мајка ми успеа да компензира за се. Но меѓутоа кога се појави на музичката сцена, свесна си и ти, дека беше ове керката на Гоце Арнаудов. Како се носиш со таа приказна? Колку тоа ти помогне или ти одмогна? Па не сакав да објаснувам, во тој момент не можеш. Мислам, ако јавноста решила дека ти си керката, ти ќе останеш. Џабе е ти да се објаснуваш, да кажуваш и немав намера да се објаснувам. И сите има една слика за мене, дека јас сум таа и морав да се борам со квалитет. И да докажам дека не сум јас само керка, јас имам своји квалитети, јас имам своја кариера и сакам да направам своја независна кариера од сето тоа. Од една страна, нормално дека си горд затоа што си наследник на еден таков вонвременски вокал,
и талент, како Гоце Арнаудов, а од друга страна цело време се трудиш да изградиш своја кариера и да објасниш дека не си разгалено детиште, како што ме замислуваа луѓето. Бидејќи никој не знаеше мојата приказна. Да. Добро, кога прв пат се сретна со него, можеш ли тоа да ни го откриеш? Па мислам дека бев 6-то или 7-то оделение. Така нешто. 12. Се сеќаваш на првата средба на Да. разговорот? Ама ја во главном не би сакала дека да зборувам на таа тема. Во какви односи си уште со твојата сестра и брат? Со сестра ми и брат ми се ваме во супер односи и одлично, баш живееме како семејство и често делиме убави моменти. Се гледате често или сега ради пандемијата малку по... Па се гледаме, ама не пречесто, бидејќи таа живее во Охрид и таму е семејството, а ние сме во Скопје, ма се слушаме често. Ти беше главна на свадбата нејзина, се сеќавам, имаше фотографии за кои што ги објавивме. Да. Многу сакаме да се посетуваме и има многу голема поддршка и од неа. И нашите деца многу се сакаат. Значи, братучеди, она има 2 девојчиња, ја имам 2 машки. Тоа е лудница, така се споја, претпоставувам сите. Да, и значи ние сме, вистина во супер односи и многу сум среќна поради тоа, бидејќи тие се сепак моje семејство. Колку години си во брак со Александар? 100. Ау, 100 многу се тоа еден век. Ако вчера правеше роден ден, значи колку години сте? 2006 правевме така? свадба. Да, значи оваа година е 15 години. 15? 15, не си 115. 15, 100. Добро, ајде да дочекате 100. Златна свадба. Да, имам чувство како да сме цел живот заедно јас и. Од 2000-та сме заедно. Тоа сакав сега да те прашам. Максим и Матео, кој тргна да игра ракомет, кој тргна да пее или ниедното? Ниедно ништо од тоа. Значи, ниедно не се интересира за ракомет и ниедно не се интересира за пеење. А и двајцата се талентирани, особено за музика. Значи, Максим колку години? 11 сега ќе наполни, да. И тој свири гитара и исто пее многу убаво, ама не сака да пее. И мене ми е жал за тоа, мислам, ама не сакам апсолутно да го форсирам за ништо. Значи, ние сме такви родители што ги оставаме да се одберат сами. Значи, без форсирање. Двајцата сакаат фудбал, окей, играјте фудбал. Ракомет никој не сака, окей. Не играјте ракомет, може ќе пројават жилба еден. Да. Да, значи никој од се уште од децата нема некоја тенденција да не наследи. Добро, колку строга мајка е Кристина Арнаудова? Немам појма. Стварно не знам какви се другите родители за да ти кажам колку сум строга, мислам дека не сум. Се трудам да сум другар, да има баланс помеѓу авторитетот и другарството и пријателството. И не знам колку тоа е успешно и колку може да биде успешно, ама се трудам. Сакам да моите деца знаат дека во мене секогаш имаат пријател, дека може да ми кажат се, дека едноставно јас сум нивниот грб за било што, да не се плашат од мене, да ми кажуваат работи. Од друга страна се трудам да бидам авторитет, не знам колку ми успева тоа. 15 години рече дека си во брак со Александра, колку, а 100 години заедно, да. Колку бракот те промени ни сите овие години? Која е формулата за добар брак? Не ме променил воопшто брак, мислам. А формула да се сакате и да се трудите да љубовта да не ја оставите да изгасне. Кажете за двојка која што во јавноста нема позади себе некакви скандали, препукување и слично, затоа ти го постави по ова прашање. Да, значи се сакам. И љубовта е нешто што треба да се негува. И ние го негуваме, се трудиме колку што можеме. Проблем ни е што немаме слободно време само за себе и тоа е бидејќи немаме нешто многу помош околу децата и најчесто сме цело време со децата. И тоа во една врска знае да биде проблем, бидејќи ние многу ретко сме сами. Но оние кои што може да бидат сами би им препорачала да имаат ден само за себе и да си одржуваат љубовта, бидејќи нема ништо поскапо од тоа. Те прашаме околу Александра, кој што е сега веќе 4 години директор на спортскиот центар Борис Трајковски. Меѓутоа кога го назначи, јас сеќаваш и ти дека беше прилично многу негативни коментари, нели, дека е Дека ми е маш, тоа му беше дека ти беше дел од шарената револуција. Да. Кој беше твојот став и како реагиравте на тоа? Ја мислам дека од него нема покомпетентен човек во оваа земја кој што би можел да ја води таа институција, не знам како да ја наречам.
Во смисла на тоа не дека ми е маж. Значи тој е првенствено сите кои што го знаат е многу вреден човек со многу познавање и многу знаења. Пола живот го има поминато во таа сала. Значи тој ги работеше од страна на спорт, сите надпревари таму, а од страна на концерти, кога беше дел од Авалон продукција, таму сите концерти. Значи од секој аспект го знаеше перфектно тој објект. Од друга страна тој е и магистар по спортски менеджмент. И има завршено ДИВ, тој е професор по ракомет, значи не е некој од улица, ама луѓето секогаш ќе најдат да зборат нешто. Значи јас уопште не сакам ни да се трудам да ги разубедам. Единствено нешто што ќе ве разубеди е работата. Значи немаме ние што да дискутираме. Треба да сработиш и да го побиеш тоа што некој го кажал. Ако воопшто сакаш да си ја трошиш енергијата на нештото. А најбитно е да си ја сработиш својата работа добро и тоа да ти биде единствениот одговор на сите коментари. И јас сум таков човек и тој е таков човек и тоа е тоа. Немав одговор. Останавме без одговори и останавме времето да покаже кој е компетентен за што. Да не биде дека заборавивме музикава во разговорот, некаде пред крајот, ќе те прашам колку ти недостасуваат концертите. Пред почетокот на емисијата рече, пред некој ден ја гледавме Возови, кога беше тоа снимано. Да. Која е разликата на македонската музика тогаш? Почнуваше ти да пееш и твоите колеги, кои некој денес остана на естрадата, некој не. Колку беше тешко тогаш да се стане популарен и да се има добра песна? Да. И каква е ситуацијата на музичката сцена денес? Не знам дали можам да направам релација, ама тогаш беше во главно многу потешко затоа што ги немавме социјалните медиуми, немавме YouTube, немавме Instagram, немавме Facebook. Значи единствено одговорност за тоа што ќе станеш беше песната. Значи дали добро ќе имаш доволно добар спот, дали ќе имаш доволно добра песна, дали ќе направиш доволно добра промоција на себе си, дали ќе стигнеш на сите интервјуа, колку ќе бидеш баран и од тоа ти зависеше едноставно и тоа колку си популарен. Значи имаше моменти кога без престан по цел ден бевме на телевизија. И тоа беше единствениот критериум. Сега е многу полесно од аспект на тоа дека можеш да се промовираш каде ќе ти текне, на кој и веднаш имаш публика пред тебе. Тогаш мораше да ја создадеш публиката. А од друга страна, тогаш беше стварно златно време за македонската музика, бидејќи имаше милиони емисии и сите пушта музика. И се надпреварувавме кој ќе има подобра песна и кој ќе направи подобар спот и тоа ни беше и мотивација и желба и стварно беше супер затоа што и работевме многу и заработувавме многу и жал ми е што сега има одлични нови пеачи, одлични нови песни, ама не гледам дека доволно ги има на радиостаниците, уклучуваат цело време слушаат српска и хрватска музика. Медиумите немаат емисии за промоција на музиката. Одговорот е цело време дека гледачите не го бараат тоа. Гледачите го бараат она кое што ти им го нудиш и кое што на добар начин ќе го спакуваш и ќе го гледаат. Тоа е тоа. Добро, меѓутоа и покрај се важиш за една од оние личности кои што им дава поддршка на младите пејачи. На твојот Facebook профил често можам да приметам дека постираш или даваш поддршка на некој млад. Да, еве сега има една пејачка која што се вика Лара и која што извади 5-6 песни едно по друго, кои што се сите одлични и јас сметам дека таа е следната најголема македонска звезда, пее перфектно и многу сака. На Макфест? Да. Го гледаше ли Макфест сега? Не го гледав, ама ги гледав песните на YouTube кои што ги ставија. Така. И тие неколку 5-6 песни кои што многу ми се допаднаа, сватив на крај дека ни една од тие не земала никаква награда и беше така поразителен факт, ама тоа не е ништо ново во однос на фестивалите. Кога ќе се сетиш на времињата кога? Ти и твоите колеги настапуваат на Макфест, не постоеше песна која што не беше хит, без оглед. Па исто се случуваше, од секогаш се случувало истото. Значи првите 3 места секогаш земаат песни, па ајде да кажеме во 90% кои после тоа никој не ги памети. Да, со некои исклучоци. На почетокот на емисијата, сега веќе на крајот ќе те прашам, рече може никогаш нема да се вратам на музиката, на вистина се зборуваш на тие зборови дека никогаш. Значи не си правам притисок воопшто. Така. Значи не е дека ми е нож до коска и дека јас морам да се бавам со музика, сум снимала албуми, сум оставила 4 албуми позади себе и ќе се бавам само ако слушнам и ако добиам добра идеја и добра музика, ако ми се врати музиката во срцето и во главата. Ако слушнам песна кога ќе слушнам, ќе кажам ова мора да се снима, само тогаш. А значи по секоја цена не. Имам работа која што моментално ја работам и ме исполнува и во текот на денот немам минута слободно. Видовме тоа и кога дојде, пошто си на дзензање цело време, сега ќе те ослободам од ова интервју.
Сосема за крај, 16 епизоди треба да се изснимаат на проект Куќа со Кристина. Размислуваш ли за втора сезона, па евентуално и 11 како по насоската? Не. Не, значи дури во најоптимистични услови мислам дека Македонија не е докаде што може така глатко да се работат хуманитарни проекти. Да, многу е напорно и многу е тешко и не знам психолошки и физички колку ќе можам да издржам. За втора сезона можеби, а за долги сезони не верувам. Добро, може ќе ви кажам тоа во декември. Да, секако ние нема да го извадиме насловот од контекст. Може ќе ги поттикнеме спонзорите и да се вклучат. Да се вклучат во целиот проект. Кристина, јас ти благодарам што беше гостин во студиото на Репортер и ти благодарам на убавиот разговор. Фала многу.